Ако итно ви е потребен лек кој што е издаден на рецепт, може да почекате и до 3 дена. Хакираниот систем на Фонд за здравство направи сериозни проблеми со издавањето на лекови со рецепт во аптеките. Фондот за здравство уште вчера испратили известување до сите аптеки за начинот и проверките со кои ќе се издаваат лекарствата, додека не се надмине проблемот со системот кој е хакиран. Од вонредните мерки се изземени пензионерите, социјалните случаи и невработените лица. За невработените во аптеките имаат инструкција да издаваат лекови без проверка, но за останатите мора да вршат проверки. Конкретно, преку Фондот за здравствено осигурување да добијат информација дали лицето има платено при донес или не. Ваквиот систем веќе создава проблеми во работењето. Некои граѓани се приморани да чекаат 24 часа, а ако станува збор за хронична терапија, дури и до 3 дена. Алфа направи обиколка на аптеките и на лице место сувери како функционира системот. Вработените не сакаат да зборуваат пред камера, но зад неа се жалат дека имаат проблеми во комуникацијата и спроведувањето на мерката. Мораме да вршиме проверки пред да го издадеме лекот. Да, имаме поплаки од граѓаните, посебно од оние кои што мора да чекаат, но такви се насоките кои не се дадени од Фондот за здравство. Од Фондот за здравство пак тврдат дека системот функционирал и немало проблеми. Очекуваат вработените во аптеките да ги следат нивните инструкции. Но хаос нема само со издавањето на лекови. Поради хакираниот систем доцнат платите на вработените во здравството, не се исплаќаат боледувања, има проблем и со рефундација на средства за осигурениците. Власта вели дека системот е нападнат, се работело на негово средување и побара трпение кај граѓаните. Лидерот на опозицијата пак критикува и бара одговорност за хаосот. Христијан Мицкоски обвинува дека двајца директори од фондот, едниот од ДУИ, другиот од СДСМ, носат одговорност за она што се случува. Според него, резултатите од нивната работа се украдени податоци на осигуреници и незадоволни доктори без плата. Имате двајца директори во фондот, едниот од ДУИ, едниот од СДСМ, кои што се буквално заштитени од власта за неспособноста и за ова би рекол хаотично работење. Што е резултатот од тоа? Резултатот од тоа е украдени податоци на осигуреници, немотивирани лекари, бидејќи немаат добиено месечна плата, која што им следува, 10.000 се такви, и владата наместо да бара одговорност и да има разрешување веднаш, тие ги штитат и директорот од ДУИ и директорот од СДСМ. Хакерскиот упад во фондот направи хаос со функционирањето на целиот здравствен систем. Наместо по електронски апликации, матичните лекари, болниците, аптеките и сите останати здравствени органи сега пополнуваат хартиени образци со потпис на пациентите за сите услуги платени од фондот. Уште поголем проблем е исплатата на јануарската плата за здравствените работници. Од фондот се оптимисти дека платите во здравството ќе бидат регулирани до наредната недела. Системот на фондот е цел на хакерски напад, а за да се вратат податоците, наводно се барал откуп од милионски суми.